имаме право на чист воздух. Тој е неопходен за нашето здравје. Ние како ученици многу добро разбираме пораката дека сите ние дишеме чист воздух, сите ние дишеме ист воздух. И ова порака им ја опатувам на сите надлежни институции и на граѓаните. Јас сум Војкан Михајловски. Ние сме сериозно загрижени за последиците од загадениот воздух, као што може да предизвика дури и смрт. Ние испрашаме една силна порака за да се може од почеток? Не реков да не е во живо, затоа. Не одиме во живо. Јас сум Војкан Михајловски. Ние сме сериозно загрижени за последиците кои ги предизвикува загадениот воздух, а тоа се смртност и сериозни болести. Ние не смееме и не сакаме да ја прифатиме оваа состојба и правиме се што може да се... Ајде од почеток, пак. Не сум тука. Добро. Јас сум Војкан Михајловски. Ние сме сериозно загрижени за последиците кои ги предизвикува загадениот воздух, а тоа се смртност и сериозни болести. Ние не смееме и не сакаме да ја прифатиме оваа состојба. Добар ден, јас сум Јована Дуковска и доаѓам од средното општинско училиште. Од почеток. Не мора да се представуваш. Добар ден, јас сум Јована Дуковска и доаѓам од средното општинско училиште во Гостивар. Сите ние имаме право на чист воздух. Тој е неопходен за нашето здравје. Ние како ученици многу добро ја разбираме пораката дека сите дишеме ист воздух. И ова порака им ја упатуваме на сите надлежни институции и на граѓаните. Ви благодарам. Треба уште нешто кажам или? Не, добро. Океј. Unë jam za Bajrami, jam pjesë e grupit Dance Theater dhe neve me anë të vallëzimit do të thotë përcjellim një mesazh shumë të rëndësishëm i cili shpreh do të thotë revoltën që e kemi në lidhje me ajrin e papastër. Mendoj se do të thotë secili prej neve meriton që të jetojmë në një ambient sa më të mirë dhe të kontribuojmë dhe të kemi një të ardhme sa më të mirë që edhe fëmijët të cilët do të jenë pjesë e këtij ambienti jetësor do thotë të jetojnë në një vend më të mirë. Бежавме двајца родители со мајка и татко со едно дете. Мамо, сакам чист воздух, тато, сакам чист воздух. Средношколците го крена гласот и го изразуваат своето негодување и револт за состојбата со загадувањето и безперспективноста која се случува во Република Македонија во однос на загадувањето. Именно на топ 10 сме главните градови Скопје, Битола, Гостивар, Тетово и другите градови од енормно аерозагадување, посебно најмногу ги погодува децата. Токму затоа решивме неколку граѓански организации да се обратиме до Комитетот за правата на детето во Женева, лично поединечно до секој, и оттаму побаравме мерки кои оваа влада ќе треба да ги испочитува, доколку не ќе бидеме принудени да покренеме тужба. Се сретваме со адвокатот, расположен е бесплатно да не застапува, бара вештаци кои ќе докажат колку аерозагадувањето ги погодува децата во раниот детски развој и волонтерски ќе не застапува. Се надевам дека нема да се случи тоа. Доколку сме принудени ќе го направиме тоа. И она што сакам да нагласам дека со сите министерства, посебно со Министерството за животна средина и просторно планирање, треба да работат професионални кадри, одговорни кадри, луѓе кои ќе ги почитуваат потребите и интересите на граѓаните, кои нема да ги маргинализираат нивните потреби, и сметам дека владата на Република Македонија треба да постави сериозни одговорни луѓе на овие важни министерства како што е Министерство за животна средина, и да им посвети внимание не само на граѓаните, туку најмногу на децата, затоа што, повторно ќе кажам, секој второ дете пати од респираторни проблеми, има тешкоти во дишењето и да не бидеме принудени да ја прогласиме Македонија како земја каде што има екоцид, каде што се случува прогон на населението поради загадувањето и каде што треба да се прогласува вонредна состојба. Имено се залагам исто така PM10 и PM2 да бидат по 2 последователни дена да се прогласува аларм, ако е над 50, да не дозволиме да се толерира високото аерозагадување во аеросферата. Според вашата изјава, сте незадоволни од работата на министерот за животна средина, дали барата промена на тој кадар? Да, на последната пресконференција кажавме бараме одговорност од Министерството за животна средина, односно од одговорните и заменикот и од министерот, и сметаме дека премиерот дојдено е време да прави реконструкција, да постави професионални кадри. Господине Змијанов,
Македонеци лани ова време се протестираше, истите... Лани ова време- Дали нешто има поместено во последнава година? Многу ви е добра забелешката. Лани ова време кога требаше да се бираат нови градоначалници, потпишаа платформа за чист воздух и дојда продефилираа токму тука, беа со нас и ние очекувавме дека ќе се случи промена. Но забележувате, промена нема ника еден градоначалник, ниту пак во Министерството за животна средина, ниту во владата. Очигледно тешката индустрија ги загадува пред се градовите. Потоа се обраќаат па можеби на крај домакинствата и мислам дека не треба да се извртува тезата дека загадувачите се домакинствата. Каде што има профит, не треба да не одвлекуваат од фокусот на тоа дека сепак ние сме жртви на не само на тешката индустрија, него сме жртви на нефункционалноста на системот. Мора да се поместат праговите на минус на 50 максимум и ако не ќе му бидеме принудени да прогласуваме, ние во онредна состојба. Минатата година, ако се сеќавате, повикавме на бойкот на наставата, имавме подршка од мајките за чист воздух и сметам дека ако навистина не се стори нешто, ќе мора да бидеме активни во однос на граѓанска непослушност и изразување на порадикални начини на негодување и протести. Hvala. Да.